Не сум задоволна од одговорот и нема да имам дополнително прашање заради тоа што министер не ме слушавте убаво кога го поставува второто прашање, бидејќи ви реков постојат многу прашања поврзани со Министерството за образование и наука, но конкретно на крајот го кажав моето второ прашање и вие не се задржавте на моето второ прашање. Знаете како? Сето ова ни е многу симптоматично и ни укажува на еден момент што имавме сега брзо на една комисиска расправа за образование, каде вие со ваш подпис и ваш документ го сменивте повереникот на закон кој е предложен од Влада на Република Македонија. Вие си земавте за храброст да го именувате заменикот министер за повереник, а ваша должност не е тоа. Треба конкретно и стабилно да си ја вршите работата за која што сте именуван. Почитуван министер, велите да оставиме на времето. Што ќе ни донесе времето? Ние не можеме да чекаме да оставиме на времето, бидејќи времето многу брзо ќе ни го донесе 1 септември. За свидетелството, она што го спомнавте, најдобронамерно ви кажувам, како родител ви кажувам. Свидетелствата порано се делеа после завршувањето на учебната година. Радост имаше во тоа кога учениците си ги земаа оцените и одеа по баби и дедовци. Но сега тоа со вас го немаме. Многу причини за радост што има во училиштата, со неработењето, со недоброто менаџирање на Министерството, а не сте само вие виновен. Виновен е и премиерот Ковачевски и целата екипа. Со вашето непрофесионално, нетранспарентно и многу криминално работење доведовте многу причини за радост во оваа држава веќе да не постојат. Пак ќе повторам, не сум задоволна и немам дополнително прашање. Благодарам.